Добро утро од Скопје. Град што има стекнато превише епитети во неговата историја, за да можеме да ги сместиме во ова видео. Но сепак, на мене, наомилени ми се градот убав, градот на солидарноста и секако мојот омилен град, пошто тука сум роден. За Скопје до сега се напишани многу песни, стихови, снимени многу филмови, а во денешно време многу сторија и видеа. Скопските кафеани или кафулиња се приказни самите за себе, каде што дневно граѓаните на овој град пијат илјадници литри кафе, пиво, но и ракија, секако. Но да не ја заборавиме и храната, така да ако дојдеш во Скопје, гарантирам дека нема да останеш гладен. Што би рекле мојове другари од Ниш, боки, наели смо се боговски. Кога веќе правиме муабет за луѓето од Скопје, за машките викаат дека се кавалјери кои не може да им одолеат на паметните, убави и сладки девојки од Скопје. Со што можам јас самиот да се сложам. Овој град стварно има микроклима, или е претопло, или е преладно, а преку зима си имаме и доста голем проблем со загадувањето. Скопјани, освен во кафулињата, своето слободно време го поминуваат спортувајки, така што возат точак, трчаат или вежбаат на кеј, а некои пак го искачуваат пешки околното водно, кое е едно од символите на Скопје. Во Скопје има и едно многу посебно место за сите, а тоа е градскиот парк. Преку ден тоа е место за опуштање на скопските фамилии, а навечер редовно место за понекоја пијачка пред да влезеш у некоја од околните дискотеки. Тука стварно можеш да ги видиш сите видови на луѓе од Скопје, од металци, панкери, рокери, рапери, и секогаш некој ќе да те праша дали имаш пластична чаша вишак, цигара или ризла за тие што сакаат тептен да се опуштат. Ако ме прашувате мене, Скопје за мене значи заединственца на музеј на современа уметност. Журки во дискотеките во парк, Четврток, у Епицентар, Маракана, што моментално се затворени. Значи баничка одладелище после некоја многу добра журка. Исто така журки со мојата организација Истек. Шетање низ бројните мала и населби во Скопје, качување на водно, прошетки до матка, шетање и воодушувување од самата архитектура која била изградена после копниот земјотрес во 1963 година. Кога се работи за нешто што најмногу ми фали од сите овие работи, тоа е сите журки, дружења, фестивали, конференции и настани кои што ги пропуштивме оваа година. Самото дружење со луѓето е нешто поинакво. Значи, ние кога искачаме, според мене не искачаме ни да се начукаме, ни буквално за да видиме некој одреден диџеј или одредена журка. Ние одиме да го искусиме тоа нешто со луѓето, бидејќи тоа многу добро го сватив првиот пат кога пиев пиво после сите тие силни карантини со друштвото. Буквално ја тогаш паднав во екстаза. Им се појавив на две другарки на видео чет, каде што има насмевка од осмица до осмица, каде што мисле дека сум пијан. Од најомилените ствари кои што сакам да ги правам преку зима е да пијам чајче у скопската стара чаршија. Имаат стварно многу добар турски чај. А од други омилени места, омилено ми е МКЦ, каде што сум инвентар на скоро секој настан. Четвртоците со Шуршот с екипата, односно Thursday Shake во Епицентар, петоците во Vox, саботите во Маракана, кои што стварно многу ми недостигаат и се гледаме таму после од кога ќе заврши пандемија. Но Скопје не сум само јас. Затоа ги прашав луѓето околу мене како го доживуваат Скопје во време на пандемија. Што значи Скопје за тебе? Јас сум Илина од Скопје, а Скопје за мене се сите најоткачени, најлуди и најубави спомени со најаките луѓе во мојот живот. Здраво на сите, јас сум Димитар Бежановски, software developer и студент на Finki. За мене Скопје представува некаков вид на стартап хаб, каде можам да соработувам со луѓе кои имаат исто мислење како мене,
со цел да создадеме некаква иновација. Кое место ти буди најголема носталгичност во време на пандемија? За време на пандемијава ми се буди многу голема носталгија за место што ми врежале спомени во глава и во срце, од типот кафе во излет или баду на најакото сонце, собиранка со големо друштво во парк и добро бело вино, Силбо Геверек после јака журка, веќе кога сме кај журките нормално Хавана и свирките во Пиртија паб, текилите во Гарсон бар, потоа звезденото небо од средноводно и креативата во Макац. Место кое буди најголема носталгичност кај мене во текот на оваа пандемија е технолошкиот кампус, бидејќи таму имаше доста настани и секојдневно се дружевме со колегите таму со цел да учиме и да соработуваме. Кое е твоето омилено место во Скопје? Ако треба да одвојам едно омилено место во Скопје, би ми било тешка задача, затоа што имам доста омилени места и мислам дека најголем дел ги спомнав претходно. Омиленото место во Скопје ми е Public Room, бидејќи таму е доста интересно за учење и за работа, но исто така можете да се запознаат доста кул луѓе. Дали може да ни препорачаш некој интересно место? Сите имаме вишок енергија што ни е потребно некаде да ја извадиме. Така што место кое што вас ќе ви го препорачам да го посетите е журка во Хавана во вторник. Јас се надевам дека ќе имаме многу блиска прилика тоа да се случи, но сепак најважно според мене е да имате најјаки, најдобри, најсакани луѓе околу себе, бидејќи местата без тие луѓе немаат никакво значење. Место или места кои се прилично интересни, но не се многу познати, се чеѓуниците во горниот дел на чаршијата. Таму има доста одлична атмосфера и брзо врви време со добри другари. На крај, мислам дека ќе се сложиме дека сепак во оваа ситуација местото баш не ни фала толку кој што ни фалат доживувањето со блиските кои сме ги имале таму. Како и сите, па така и јас, ги сакам, но на моменти ги мразам луѓето од Скопје. Но овој град стварно не би бил тоа што е без нив. Од целата историја на овој град можеме да сватиме едно нешто, дека се поминува. Па така и оваа пандемија секако дека нема да трае за секогаш. До тогаш, чувајте се и се гледаме на првата журка во градот убав.